Бојковски 2018 година од Агенција за лекови доаѓаат и вие затвараат фирмата, односно магазинот, просториите што ги снимавме, кои што се пломбирани, а внатре има лекови. Така. Зошто е таква одлуката на Агенција за лекови? Па, они констатира некакви неправилности кои не постојат. Тоа се докажа кроз управни постапки. Не ги зема обзир сите препораки од второстепена комисија и искуца со еден инспекцијски надзор 7 решенија. Што е спротивно на закон? Значи со еден записник од инспекцијски надзор може да се откуца само еднаш решение. Они вкупно 7 пати за да купат или за да ме натерат на некакви последици што треба да ги претрпам финансиски. Вие зборувате дека пред да се случи инспекцијскиот надзор, сте имале еден разговор со ваш познаник, кој што во име на функционерот Агенција за лекови ви бара пари. Да. Зашто точно тоа ви бара пари и како одеше разговорот? Да, има тоа е евидентирано. Пријавено е во МВР, пријавено е во Министерство, сите се запознани и со случајот и никој не постапува 2 години. Иначе, барано е пари за одобрување на одредена дозвола која треба да се одбие или да се одобри во рок од 30 дена од поднесување. Поминале преку 45 дена, тие не ја одобре дозволата, наоѓа на разни начини, после оваму-наму, така не одобри. Што е понудата, тоест понудата за мене се многу неприфатливи. Требаше да дам финансиска мито, едноставно. Требаше да дам, јас не прифатив. Се распрашав кои се што су, малку поголема група се и така пријавив во МВР. Колку пари ви бара? 10% секоја увозна дозвола. Тоа прилика? Па тоа е прилика, рецимо, на годишно ниво измеѓу 40 и 48.000 евра. Така. Одлучивте имињата да не ги спомнувате, затоа што истражните институции се запознаани со сите. Тоа. Каде го пријавивте случајот прво? Во МВР. Каде во МВР? Сектор за економски криминал. Така. И јас мислам дека они прават сериозна истрага. После дознам дека они после 2 години, малтене за некој месец, ќе стигнат дека немале општо никаква истрага. Ви зема исказ таму? Да. Се што по нивни таму прописи, закони поступуваат, се поступив. Се што ми кажа, се направив. Така. Освен што посочивте кој како ќе ги земе парите, кој ви барал пари, имаше некои конкретни чекори кои што нема да ги посочуваме кои биле тие, меѓутоа од истрагата на полицијата кои што алудираа дека вие сте дека сакат да представат пред вас дека отвориле случај и го водат тој случај. Значи се што они и бара од мене, јас направив. Значи тоа што се барав, тоа направивме. Сега ја нема да кажам детали, значи меѓутоа ја мислам дека има доволно докази, поготоа што после по управните постапки они сами направија уште дополнителни злоупотреби на службена положба и тоа сега е уводнителство, али нешто споро многу да се решава. Веќе 2 години во 2 години, да. Малтене за месец дена, 2. Надвор од тоа што не сакате да ја наштетите на истрагата, која што мислите дека никаде седи во фиока, се плашите ли дека нешто може да ви се случи, бидејќи... Како не се плашиш, не се плашиш. Што, да ти стои некој 24 месеца истрага, да не знаеш што е, како, до каде, значи прашуваме со писма, со ургенции, со дописи, сите одговараат неодредено, вамо, намо, така. Значи, ништо конкретно. Така. Кажете ми, се случи да го дадете митото? Не.
се повлече групата што ви бараше пари? Да. Се повлече. Зошто? Па некој им дојава. Зашто се подокуваат? И сега вие имате затворен магазин, луѓе кои што се вработени кај вас, Земат плата, зимат плата. трошкови. Докаде постапката во управниот суд? Во управниот суд имаме 3 решенија. Не знам. Кои што се во ваша полза или во полза на Не, агенција за лекови? не, они фактички второстепена комисија побрзо одлучува за 2 до 3 месеца и тука видо дека немат никакви шанси, пошто се многу немат никакви докази и сега не гурна Докази против вас, да, така? и не гурна у управен суд затоа што таму поскоро се одлучува и за да купат на време. И сега од управен суд постапката се води, меѓутоа и до никаде тоа трае. Бојковски, дали мислите дека конкретно, еве да ја наречам таа група, која што, како што вие тврдите, сака да добие мито за да дозволи, вие да имате дозвола за интервентен увоз, има нешто насмерено лично против вас, или мислите дека и имате сознание, можеби дека и други фирми како вашата им било барано да дадат пари за да им бидат дадени некакви дозволи? Па јас немам докази, али не верувам дека само на мене ми барале. Значи тоа ретко се дешава само за мене. Значи има и други, имам наслушното, ама јас немам никаков доказ и не можам ни да добијам докази.